Пратеничката група вчера донесе одлука да јас бидам новиот координатор на ВМРО-ДПМН во Собранието на Република Македонија и тоа како одлука на извршен комитет помина на синоќешната седница. Настапуваме во натамошниот период како една пратеничка група. Ова беше разговарано во изминатиот период, бидејќи постоењето на повеќе пратенички групи не најде на она на што ние очекувавме, а тоа е доволен простор за да можеме да го искажеме сето она што беше планирано. Идовме на не почитување на деловникот на Собранието на Република Македонија и не давање можност на тие пратенички групи да го искажат сето она што требаше да биде кажано во Собранието, а да го слушнат граѓаните на Република Македонија. Затоа уште малку порано беше одлучено да оваа пратеничка група настапува како една, сублимирана, значи од сите пратенички групи, да пратеничката група на ВМРО-ДПМН може да се појави и да ги каже штетните политики кои што во моментот се случуваат во Република Македонија. Ќе доставите допис до собранискиот спикер Талат Џафери дека сте една пратеничка група и вие координатор? Да, во текот на утрешниот ден ќе биде формално завршена целата процедура. Денеска ќе се поразговара малку и со генералниот секретар на Собранието. Ние како пратеничка група ќе доставиме официјален допис дека ќе настапуваме во натамошниот период како една пратеничка група. А на координација ќе одите? Остануваме на ставот кој што го имавме и претходно, значи ние ќе настапуваме во Собранието на Република Македонија на начинот на кој што до сега настапувавме и ќе ги презентираме сите оние работи кои што ВМРО-ДПМН ги има како програмски определби и кои што пратениците треба да ги искажат, а тоа е целата ова штетна политичко-економска ситуација која што владата на Зоран Заев и коалицијата ја создаваат, односно ја ствараат во Република Македонија. Дали очекувате законот за амнестија да дојде во собраниска процедура и кога би се расправа? Законот за амнестија е веќе поднесен во собраниска процедура. Очекуваме дека истиот ќе биде разгледан и доколку сакаме да правдата во Република Македонија биде задоволена и да можат пратениците и во наредниот период да делуваат слободно на начин за кој што се избрани да постапуваат во Собранието, дека ќе биде прифатен со тоа што во тој закон се офатени сите оние учесници кои што беа инволвирани од настаните од 27 април и на тој начин да се даде еден чекор кон помирувањето кое што веќе беше спомнато.